Добар ден. Добар ден. Добро дојдете во Кавадарци. Добро ве најдовме. Со кого разговараме? Со доктор Ветон Чиче од Скопје. Ветон, кажете ни какви крводарители се кавадарчани? Па добри се, до сега се е окей, значи има одзив на дарители, значи се очекува бројката што беше очекувана, значи се исполнува, чекаме до 14 часот. До сега има 12, па верувам дека до крајот на денот ќе се исполни таа бројка. Ротари клубот од Кавадарци заедно со Центарот за трансфузионална медицина, потоа Црвен крст и училиштето Ѓорче Петров од Кавадарци денеска во оваа зграда на интернатот која половина е речиси студентски простори на Универзитетот Гоце Делчев, денеска организира традиционална акција. Докторе, крводарителството во Кавадарци е вака популарно, да не речем. Ви рековте дека досега има 12. Очекувате ли 30 до крајот на денот? Па би требало да очекуваме, според податоците што ги имаме од преходните акции, крводарителските акции, значи би требало таа бројка да се исполни. 30, пошто ова е 9-ти пат што се организира, значи традиционална некоја акција од клубот Ротари, заедно со работка со Црвен крст и Институтот за трансфузионална медицина од Скопје, верувам дека таа бројка ќе се исполни, значи ќе достигне. Табуата за тоа дека страшно да се даде крв веќе не постои. Не постои веќе. И младите дури има и популарност кај ова. Па веќе, значи, ние како институт и самите одиме на повеќе да приклучиме млада популација, пошто таа е свежа крв, подобра. И значи одиме земаме крв по средни училишта и така слично. Што подобро да се дарува, тоа е подобро, значи ќе помогне на некој друг. Значи да се дарува е добро, значи се дарува крв, се дарува и живот. Само уште кратко, пред да почне да се зема крв од некој од крводарителите, вие го прегледувате, значи секој не може да прави преглед, значи мини прегледот, се мери притисокот, пулсот и некои прашања за здравствена состојба на дарителот. Успешен работен ден во Кавадарци. Фала ви многу. Како што рече докторот, председателе, оваа година и организирате 9-та поред крводарителска акција. Според вас успешна ли е? Да, акцијата до овој момент, како што кажа и докторот, до сега се регистрирани околу 12 дарители. Акцијата започна во 9 часот и истата ќе се одржи до 14 часот, при што очекуваме дека истата ќе заврши со успех и ќе собереме околу 30 единици на крв. 9 до сега акции, во сите ли успешноста е голема? Да, ова крводарителска акција во организација на Ротари клубот Кавадарци со општинската организација на Црвениот крст и Институтот за трансфузионална медицина традиционално се одржува по 9-ти пат, во која активно учество земаат членовите на Ротари клубот Кавадарци, наши пријатели од градот, учениците од средното земјоделско училиште Ѓорче Петров, како и студентите од дисперзираните студии во Кавадарци при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Вие сте хуманитарна организација, здружение кое постојано се грижи не само за спроведување на вакви акции, туку и да вложува средства, конкретни средства во разни проекти. Што е тоа што би можеле за оваа 2019 година која истекува да ни апострофирате? Значи во оваа 2019 година Ротари клубот Кавадарци го прослави својот 10 годишен роденден на 21.3.2019 година се одбележа роденденот. Во таа чест ние изготвивме и една брошура, монографија по повод 10 годишното постоење на клубот, која е овде, може да ја погледнете. Во неа се опишани сите наши активности, сите наши проекти, кои што во изминатите 10 години ние ги реализираме и остваруваме. Инаку за оваа година можам да ви информирам дека Ротари клубот Кавадарци донесе одлука да средствата собрани од оваа ротаријанска 2019-2020 година ги донира во образованието во локалната заедница. Односно, ќе насочи средства во оваа ротаријанска 2019-2020 во основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале. Конкретно што ќе купите или што ќе набавите таму, како ќе ги опремите просториите? Значи, предмет на донацијата ќе биде во новиот дел од училиштето, ќе се врши опремување на кабинетите за групна и индивидуална настава, во смисла на набавка на музички инструменти, набавка на столчиња, клупи, пултови и се она што му е потребно за да се стави во функција овој простор. Благодарам. Ваквите хуманитарни организации треба да ги имаме повеќе, бидејќи се општествено корисни за нас, за сите. И за локалната заедница. И вие, веројатно, како главна поента на вашето постоење го имате и тоа. Да. И благодарам ми се на Јуво. Благодарам и вас на вниманието.